Годинешниот извештај на Европската комисија за Македонија во делот на слободата на изразувањето и слободата на медиумите е најкритичен, но и најреален досега. Комисијата свати дека македонската влада не го разбира дипломатскиот јазик и затоа реши во извештајот да користи точен и директен јазик. Брисел јасно и недвосмислено вели дека слободата на медиумите во Македонија назадува, посочувајќи ги причините за тоа, како што се насилството против новинарите, индиректното и директното вмешување на владата во уредувачката политика на медиумите преку нетранспарентно владино рекламирање, до зависна македонска радиотелевизија и зависен медиумски регулатор. Во извештајот, комисијата посветува соодветно внимание на сите форми на насилство и заплашување на новинарите, како што се закани, смртни закани, физички напади и уништување на имотот на новинарите. Во овој дел е забележан и физичкиот напад на новинар од владин функционер, со напомена дека нападот не бил осуден од владата. По контекст на насилството врз новинарите, комисијата го истакнува и скандалот со прислушувањето, каде новинари со години нелегално биле објект на следење и прислушување. Скандалот исто така ги открил и блиските врски меѓу собствениците на медиумите и власт. За прв пат комисијата ги посочува со прст националните телевизии, Сител, Канал 5, Алфа и Македонската радиотелевизија, за непрофесионално известување во прилог на власта и селективно известување за опозицијата и граѓанскиот сектор. Брисел ова година ја оценува и работата на двете новинарски издруженија, јасно посочувајќи дека МАН застапува претежно провладини ставови. Добро е што комисијата во континуитет во сите извештаи го истакнува и прашањето на нетранспарентното владино рекламирање, кој има големо влијание врз медиумскиот пазар, насочувајќи ги владините реклами кон провладините медиуми со цел да влие на нивното известување. Комисијата изразува загриженост за отсуството на независност на Македонската радиотелевизија и на медиумскиот регулатор. Нотирано е дека МРТ не известува балансирано за прашање од јавен интерес, како и дека отсуствува одржлив и независен извор на финансирање. Во врска со судските постапки за клевета, комисијата ги повикува политичарите да не тужат новинари, оти тоа ќе има негативен ефект врз слободата на медиумите. Јавните личности мора да се навикнат да живеат со јавните критики во медиумите. Веруваме дека извештајот ќе влијае македонската влада сериозно да ги свати овие предупредувања и поискрено ќе се заложи за решавање на проблемите со медиумите, а ние како ЗНМ сме подготвени да помогнеме со конкретни решенија за надминување на сите ризици. Помнавте насилството врз новинарите. Минатата година имаше серија напади врз новинари на Сител. Дописникот на Сител Бобан Нонковиќ беше нападнат со монопод, уредничката на Сител Ивона Талевска беше исто така нападната и беше искршено возило на нашата телевизија. Но овие серија примери, според некои наши проценки околу 10, воопшто не беа спомнати во извештајот на Европската комисија. Како го коментирате тоа? Дали гледате селективен пристап? Мислам дека нема селективен пристап затоа што во европскиот извештај кога би се спомнале сите поединечни случаи, извештајот би бил 100 страни. Мислам дека во генерална форма се спомнува за насилството против новинари, се спомнува дека има физичко насилство против новинари, дека се уништува имотот на новинарите и дека има примери кога на новинари им се закануваат луѓе со поживот. Така да ја мислам дека тоа е опфатено. И мислам дека тоа е многу позитивно затоа што мислам дека во наредниот период една од основните приоритети на нас како новинари и на медиумите воопшто е да најдеме начин како да го спречиме овој бран на насилство против новинарите и медиумите и оние кои што се дрзнуваат да напаѓаат новинари да сносат политичка, но и кривична одговорност. Сметате ли дека тие напади доаѓаат само од еден центар на моќ или можеби од повеќе? Знаете како, ја не сакам да зборам за тоа, сакам да верувам дека институциите е крајно време да почнат да ги откриват сторителите, било кои да се тие. Мислам дека јавноста, но и ние како новинари, треба да инсистираме насилниците против кои што напаѓаат новинари да одговарат.
Јас како ставам за прашање надвор Само напред цртате се. Земава е дел од преговорите во рамките на работните групи кои што се настават на реформите во медиумите. Темите ги знаеме, познати ни се. Кои се ставовите на Сдруженијето на новинари на Македонија? Кога е следната среда? Ние сме повикани во петок да се придружиме на тие разговори. Вие знаете, нашите ставови веќе се јавни. Основно ние ќе инсистираме на политичка и кривична одговорност за сите случаи на насилство против новинари, против било кој новинар. Второ е, ќе инсистираме на забрана на политичкото рекламирање, затоа што сметаме дека практично политичкото рекламирање ги на некој начин ги прави медиумите заложници на политичките интереси на политичките партии. Ако се забрани политичкото рекламирање, мислам дека ќе се реши и овој, би рекол, непримерен начин на владино рекламирање, кога влада под плаштот на наводно јавни кампањи објавува и со пари на граѓаните објавува политичка пропаганда. Што докато се случи политички личности да застанат на чело на медиумите кои што се предмет на... Ние ќе бидеме жестоко Што против. се случи? Прво се немува експертиза министерството, на крајот се случи... Не знам ја за експерти во министерството, јас знам точно какви ставови има ЗНМ. Ние ќе бидеме жестоко против било какво политичко пазарење на сметка на медиумите и на битните институции во Македонија, како што се Македонската радиотелевизија и медиумскиот регулатор, Агенцијата за медиуми. Ние ќе инсистираме на одржливи решенија кои што нема да произлезат како резултат од политичкото пазарење и договарање меѓу поголемите партии. Ние ќе инсистираме на одржливи решенија кои што ќе бидат земени предвид и ставовите на новинарите, новинарската заедница и на медиумите. Едно од сценаријата за овие преговори за медиумите беше, односно се објави во јавност информација дека една од политичките партии бара во информативните блокови на телевизиите да не се објавуваат коментари или коментаторски прилози и тоа да се забрани со закон практично. Што мислите, дали ова добар предлог или не? Мислам дека ниедна форма на новинарско изразување не сме да биде забрането. Меѓутоа сигурно дека мора да биде јасно одвоено она што е информација, извештај, од она што е коментар. Така да јавноста да има јасно представа дека дали се работи за информација или се работи за став на редакцијата. Иначе ја не сум за забранување или на било која форма на новинарско изразување.